Добро вечер. Мој вечерашен соговорник е Костадин Ристоманов, еден од наистакнатите активисти против отворање на рудникот Иловица Штука. Има повеќе поводи за вечерашниот разговор, меѓутоа една од најсилните е тоа што ниту една седмица не издржа обидот на владата да се направат измени на законот за минерални суровини. Имено вчера е одлучено да се повлечат измените на законот од собраниска процедура и наместо по скратена постапка, откако ќе бидат метнати забелешките на граѓанските организации и на експертите, истиот да оди во собрание по редовна постапка. Меѓутоа, господине Ристоманов, многу беше силен повикот на граѓаните, на граѓанските организации, дека има низа недоследности и спорни моменти во овој предлог закон, односно во измените на самиот. Кои беа вашите најсилни аргументи зашто овој закон не смее да помине вака? Најпрво благодарам за можноста да укажеме и ние нашето мислење поводно на овие измени, предлог измени во Законот за минерални суровини. И уште на почетокот да кажеме дека всушност главен предлагач на овие измени е бившиот заменик министер за економија Кули Мишевски, кој што сите знаеме дека беше и адвокат на Евромакс Ресурсис, еден од концесионерите, и веднаш овде препознаваме интерес на рударското лоби и страшниот притисок на рударското лоби врз Министерство економија и владата на Македонија. Од тука само по себе се извлекуваат и заклучоци и можните предлози кои што се на штета пред се на луѓето, на граѓаните, но и на штета на државата. Зошто? Затоа што една од клучните измени и важна измена што сака да направат е предлогот за укинување на 7% данок на државата при секоја промена на трансакцијата, купување и продажбата на уделите во концесионерските друштва. Знаеме ние преди известно време некои си 5-6 милиона или колку беа преку Трафигура се пратија на Евромакс, со тоа што преку Кајмански острови се изврши плаќањето и на тој начин се избегнаа тие 7% данок и државата е оштетена. Сега тоа се прави на еден перфиден начин да со закон, да биде озаконето фактички перењето на пари или избегнувањето на плаќањето на данок. За тоа треба да бидат државните институции повеќе загрижени, но и ние како дел од државата треба да бидеме загрижени. Втора измена што сака да направат, тоа е една, така да кажеме, измена што ние нема неколку години само што ја воведовме на наш притисок, а тоа е гаранциите за можни штети од несовесно или неправилно работење на концесионерите, да дадат некоја банкарска гаранција за штетите што можат да настанат, и тоа е во функција, законот постои, но они сакат тој член да го избришат, значи може било кој да дојде овде да прави штети, да прави било што кај нас, но да не гарантира ништо, да нема гаранција. Еве пример, што ако се изградеше фамозната брана на Иловица Штука од 276 метри и што ако настане така една хаварија од едни катастрофални последици, кај што само во нашиот регион, Струмичкиот, има неколку милиарди евра штета, недонаместливи штети, но штетата продолжува и во Бугарија, во Грција, се до влегувањето на реката Струма во Егејското море, и значи Македонија ќе треба да плаќа не само за сопствениот народ и сопствената почва, туку и на Бугарија и на Грција, затоа што претходно не побарала гаранции за такво можно лошо сценарио од концесионерот. Трето, барат укинување на обврската за изготвување на така наречениот елаборат за оценка за влијанието врз животната средина, а тоа значи на нашки народен јазик кажано, значи народот да се доведе до некој завршен чин, пред свршен чин да се доведе, да не знае луѓето што ги очекува од можното доделување на експлоатацијата. Значи, пред доделување на дозволата за експлоатација, ние да не знаеме воопшто, како јавност, како граѓани, да не знаеме воопшто што би можело да предизвика таквото работење
пошто се работи за едно зафаќање на поголема површина, рударските и концесионерските дозволи се зафаќаат поголема површина од шуми, почви и така натаму, и имат импакт и големо влијание врз животот средина, врз луѓето, врз се. И тоа со законот е предвидено да се елаборира и тој елаборат да биде усвоен како основен услов за продолжување на постапката. Само да подсетам дека таква нетранспарентност имаше со донесување државна тајна на тој истиот елаборат за Иловица Штука и ние не знаевме за што се работи. Сега, повторно, на еден подмолен начин се обидува рударското лоби да подметнат кукавички јајца и парламентот да усвои по скратена постапка тој закон со кој што не морат да бидат обврзувачки таквиот елаборат, на некој начин на граѓаните, јавноста да не знаат за што станува збор. Самиот факт дека овој закон се предлага како закон по скратена постапка, укажува на нетранспарентноста на предлагачот, а зошто, значи, тој што си има мувата на капата, тој нормално знае за што се работи и се обидуваат да избегнат јавноста и транспарентноста, едноставно повторно во оваа гужва на политички нестабилности и зафатеност со разни политички теми да помине овој закон. Но се надевам дека политиката на оваа влада која е спротивна на овие принципи, навреме ќе го воочи тој обид на рударското лоби и ќе го спречи тој закон, затоа што е во спротивност и со Архуската конвенција, која што налага транспарентност и сите документи да бидат на увид на јавноста, и така да без таков елаборат нема да може да одиме понатаму. Се организирате ли други сродни граѓански организации од областа на заштита на животната средина за да извршите притисок да не поминат овие измени? Ако пратите по медиумите, ние се организиравме во еден широк фронт на ниво на Македонија. Иницијативата е покрената и ние сме како едно огромно здружение. Сега не знам колку многу невладени организации сме подпишавме меморандуми за соработка и ние делуваме здружено, сите делуваме здружено по основ на тоа прашање, но и сите други идни прашања. И можам, не е закана, туку мое лично предвидување дека евентуалното донесување на тој закон по скратена постапка и усвојување во парламентот би значило и можни немири во иднина, бидејќи не знам кој нормален може да се помири со фактот да министерот има такво дискреционо право мимо интересите на граѓаните да ги донесува, да ги делат концесиите, да не знаеме ние што ќе се случува, да немаме елаборат за оценка на влијание врз животна средина, да се укинат гаранциите за можните штети. Зошто јас прашувам зошто ако баш министерството сакало да го подобри тој закон, ево му предлог, зошто не покачија тие мизерни 2% концесиски надоместок да го качат на 20 на 30%? Зошто не одделат постапката за доделување на концесии за обично, например, минирање и дробење на камен за градежни потреби или црпење на песок во суводолици, зошто не одделат тие за да биде полесно тоа е за поздравување, но зошто не зголемат транспарентноста при носењето? Зошто да немаме локални референдуми да се изјаснат граѓаните, а не сега како сега што правиме да. Зошто државата работи против интересите на граѓаните? Тоа е основното прашање. Неодамна второстепената комисија повторно ја одби жалбата на концесионерот на рудникот Иловица Штука, откако Вишиот управен суд ја врати на повторно одлучување. Дали сметате дека ова е еден вид извојувана победа за активистите?
За поздравување е одлуката на второстепената комисија, која што повторно ја одби барањето на Евромакс по втор пат, иако второстепениот Висшиот управен суд донесе ја потврди одлуката на Управниот суд да се повторно разгледа барањето за спојување на концесиите, за неодзимање или одзимање на концесијата, која второстепената комисија при владата на државата ги одби и со тоа продолжува постапката повторно кај Управен суд и тоа може пак истата постапка да се повтори. Повторно сега Управниот суд ќе донесе одлука, па на крај завршуваме повторно кај Висшиот управен суд, но се надевам дека овој пат ќе биде навистина крај, барем во нашата држава, затоа што со тоа се исцрпуваат овде можностите и се надевам дека владата нема да попушти, затоа што ако еднаш кажала дека концесионерот не ги исполнува условите, дека нема услови за спојување на концесиите, дека не се исполнени условите, а од тогаш до сега ништо не се променило и нема ни право да променат, бидејќи сите рокови се истечени, тогаш очекуваме и одзимање и на втората концесија и на тој начин приказката Евромакс и можниот рудник Иловица штука, барем во Република Македонија да биде завршено. Тоа значи дека они имат право на меѓународни судови, но тоа веќе не е во наша надлежност и па и на крај крајава и што ако донесат меѓународни судови како некоја кој знае каква одлука, како што Грција ги признаваше одлуките на меѓународниот суд и ние имаме право да толку исто да и почитуваме таквите одлуки на меѓународниот суд и со тоа завршува таа приказна овде. Но ние сега имаме задача како дома да си ги средиме работите, како да не дозволиме рударското лоби да биде посилно од волјата и желбата и правото на граѓаните, но во исто време да си заштитиме државата од злоупотреба на поединци, како што спомнав дека бившиот заменик министер Колимишевски, адвокат бивши на Евромакс, се обиде и ова негово дело, но заради каснењето на постапката не дојде тој закон порано на ред. Еве сега му дојде ред и се надевам дека и министерот и премиерот не се запознаени толку што ние сме запознаени со овој случај и ќе имат исто така позитивен одговор како што спрема народот позитивен и како што треба, затоа што ова се само обиди на поединци, лобисти да ги под тепих што се вика да и протуркат некои закони кои што благодарение на будноста на јавноста се надеваме дека ќе ги спречиме. На крајот на претходната 2020 година најавивте жестока кампања и радикални акции против отворањето на рудникот Иловица штука. Дали се уште се тие дел од вашата агенда за оваа година? Уште на почетокот ние стрепивме од времето, тоа се плашевме дека да не ни прегази времето. Тоа значи дека ни требаше многу време да објасниме на јавноста и на луѓето, да го изложиме на очите и на судот на јавноста сите зли планови на концесионерот и на сите инволвирани во тој процес. И така да сега времето работи за нас. Колку времето одминува, толку се шири кругот на нашите поддржувачи, толку граѓаните стануваат се запознаени и посилни во убедувањето дека тоа ќе биде катастрофално решение по нивните животи, по животите и иднината на нивните генерации, на околината, средината. И така да ние секој ден стануваме се појаки и посилни, и помногубројни, и порешителни. Така да изјавата дека бурно ќе реагираме ако тоа се донесе не е на база на некои желби, туку тоа се должи на реалната проценка на ситуацијата како што е, затоа што на луѓето ми е смачено, буквално преку глава им е од сите тие манипулативни игри околу тој фамозен рудник, кога уште повеќе, кога секојдневно ги откриваме на јавноста
сите тие така наречени тајни задкулисни игри, сите тие расипани потези кои се правени, кои ти дознае секој обичен човек, му доаѓа еден револт, природен револт, дека се изиграни, дека некој зад грб им работел нешто страшно, дека се планирало иселување на двете села, дека се планира, воопште не се водело сметка за интересите на пошироката заедница на котлина, не се барало решение ни за интересите на државата, за ништо. Буквално единствено такво мегаломанско настапување, такво безобзирно, такво без размислување на последиците, секој нормален човек се иритира до степен да му се појави желба да учествува во таквите протести и сега во зависи од карактерот, нели, експлозивноста или кој каков карактер поседува, такви ќе бидат и реакциите кои што ние не гарантираме за поединци, бидејќи меѓу нас кога правиме такви состаноци се појавуваат такви искри, да кажеме, да луѓе појавуваат буквално самоубиствени желби, можеби звучи малку не е нормално, но сепак можеби е во ефектна ситуација дадено, но половината од изјавите што ги дадеме да се вистините е доволен показател дека со жив зид ќе ги браниме интересите, собствените интереси и интересите на пошироката околина и дека на никој начин, буквално на никој начин нема да дозволиме да се отвори тој рудник, поготово сега кога имаме и документи од државата дека конечно се одземени концесиите, одбиена и повторно жалбата. Така да, не знам, во иднина може се и се што да се случи, може некој судија пред пензија да донесе и некоја си спротивна одлука, но повеќе тоа не е наш интерес, тоа нека ги загрижува органите на управување, на државните институции, дека знаат што тоа ќе значи една голема нестабилност и не знам во кој правец би се одвивало тоа нешто. Не е во интерес на никој тоа, така да и не го посакуваме и ќе работиме на заедно, да кажеме, и се нудиме со сите добронамерни структури во државата, без зависи дали се позиција, опозиција, на власт или со сите, да дојдеме до едно мирно решение, да биде во интерес на народот, на луѓето, но и за државата. Ви благодарам за разговорот. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што ја следевте 15 минути со. Довидување.